Богомилството, кое во продолжение на околу 5 векови, од средината на 10-тиот до почетокот на 15-тиот век, ја потресувало феудална Европа и малоазиските поседи на Византија, не можело а да не се одрази и во литературата, народното творештво и уметноста. Но за жал многу малку е останато од огромното богомилско литературно и уметничко богатство. Заедно со постојаните прогони и ликвидирање на богомилите, органите на официјалната црква и световната власт во одделни европски и азиски земји немилосрдно ја уништувале и сета богомилска литература и уметничка продукција. Првите литературни богомилски творби датираат уште од 10-тиот век. За основоположник на богомилската литература се смета самиот основач на богомилското учење, поп Богомил. Во еден индекс на забранети книги, тој е означен како творец на еретички книги, заедно со поп Еремија, Сидор Фрјазин и Јаков Ценцал. Богомилската литература уште во својот почеток имала антифеудална идејна насоченост, иако таа, како и другите средновековни идеологии, била обвиена со религиозна обвивка. Богомилските писатели отворено или прикриено се спротивставувале на господарската феудална идеологија. Создадените литературни творби, наменети за широките народни маси, требало да ги подучуваат богомилите и нивните следбеници да се стремат кон изградувањето на нов морален кодекс, на нов однос кон животот, природата, општеството и воопшто кон човекот. Жанрово посматрано, богомилската литература е блиска до апокрифите, дури се смета и еден посебен вид апокрифна литература. Самиот збор апокриф е грчки и значи скриен, таен. Честопати богомилските творци црпеле материјал за пишување на своите дела, како од библиските, така и од апокрифните книги. Иако при тоа тие се повикувале најчесто на Новиот Завет, не ја изоставувале исцело и до Старозаветната Библија. Некои апокрифи ги вклучиле исцело во кругот на богомилските книги, други ги преработиле и ги насочиле содржински кон прикажување на нивниот поглед на свет. За најпозната богомилска книга се смета така наречената тајна книга. Таа спаѓала во редот на забранетите апокрифни книги. Незиниот првобитен текст не е зачуван. Во научната литература се смета дека таа настанала во 11-тиот или 12-тиот век и дека најпрвин била наменета за потребите на балканските богомили. Од Балканот тајната книга била пренесена на Запад, за што говорат и зачуваните два ракописа – Виенски и Каракасонски. Анонимниот автор на тајната книга им понудил на богомилите и нивните следбеници нови сваќања за потеклото на светот, за животот, за општеството и човекот.
Содржински посматрано, во оваа богомилска книга на читателот му се нудел одговор за првобитното устройство на Вселената, за отпаѓањето на ѓаволот од небото, за создавањето на видливиот свет и човекот, за борбата меѓу Исус Христос и ѓаволот и така натаму. На крајот се нагласува дека при второто пришествие на Христос на земјата, ѓаволот ќе биде победен од него, дека праведните луѓе кои трпеле глад, жед и друго, ќе ги уживаат сите благодети во рајот, а оние кои ги експлоатирале ќе бидат осудени на вечни маки во пеколот. Иако авторот своето дело го обвил во религиозна обвивка, во него нашле одраз повеќе животни вистини од феудалното време. Идејата за нетрајност на создаденото од ѓаволот човештво, за неправедното господство на грешниците во него, за крајната победа на праведните, ја поврзува всушност со животот на земјата. Изградениот материјален свет од ѓаволот е направен исто како и феудалниот поредок со неговата хиерархија, со подчинетоста на одделните феудални владетели на општиот господар. Во редот на позначајните зачувани богомилски книги спаѓа и апокрифот Видение на Исаија. Оваа книга е зачувана во две редакции, словенска и латинска. Првобитната словенска редакција се смета дека настанала во Осоговскиот крај во Македонија. Таа датира најверојатно од 11 век. Во прилог на тоа дека видението на Исаија настанало најпрвин во Осоговието, се наведува и податокот од еден летопис во кој се вели дека телото на Исаија се наоѓало во манастирот Свети Јоаким Осоговски. Во апокрифот на Исаија, анонимниот автор внел доста оригинални творечки резултати. Од грчката верзија на Видението на Исаија го зел само нејзиниот втор дел во кој се содржат елементи кои се слични до сваќањата на богомилите за потеклото на светот. На тој начин авторот го доближил своето дело до тајната книга. Содржински гледано, во Видението на Исаија се внесени доста елементи кои говорат како старозаветниот пророк Исаија дошол кај јудејскиот цар Езекија со цел да му ја предскажи иднината. Исаија паднал во екстаза, доживувајќи при тоа интересно видение на 7 небеса. Откако Исаија се издигнал на небесниот свод, ја видел таму страшната борба на сатаната и неговите приврзаници со Божјите служители. Борбата што се водела на небесниот свод е истата како онаа што се водела на земјата. Како е на земјата, истакнува авторот, така е и на тврдта небесата. Тоа е војната што ја води ѓаволот и нема да престане додека не дојде оној кој што ќе го видиме и не губие со духот на својата сила. Од ова искажување на авторот на апокрифот јасно се уочува умерениот дуализам на богомилите, тоест сваќањето дека борбата која се води меѓу доброто и злото, олицетворена во добриот Бог и лошиот ѓавол, на крајот ќе се заврши со победа на Бога. Во таквите космогенични и задгробни представи на Видението на Исаија се одразени всушност социјалните вистини на средновековното феудално општество. Во кругот на најзначајните апокрифни богомилски трудови спаѓа и расказот за Тиверијатското море, кој е зачуван во македонска и руска верзија.
Македонскиот ракопис го открил 1845 година познатиот руски патописец славистот Виктор Григорович во Слепченскиот манастир кај Прилеп. Тој се смета за најстар ракопис. Во овој труд авторот изградил оригинална дуалистичка концепција за односот и борбата меѓу Бога и сатаната, во која активно е вклучен и архангелот Михаил. Него Бог го испратил да го собори сатаната од небото, но кога тој го нападнал, бил запален. Поради тоа, Бог го направил црноризец, променувајќи му го и името од Михе во Михаил. Истовремено, Бог го изменил и името на Сатанаил во Сатана. Авторот на овој богомилски труд внесол и содржина за создавањето на Адам и Ева од Бога и за нивното протерување од рајот на земјата. Со тоа пак било протурано богомилското сваќање за земјата како припадност на сатаната. Имено даден е епизодот за записот кој што Адам му го дал на сатаната за да може да ја обработува земјата. Според записот, сатаната ги водел душите на луѓето во пеколот. Тоа требало така да се одвива се додека Исус Христос не слегол во пеколот за да го растури записот и да го ослободи човештвото. И од овој дел на расказот, како што се гледа, јасно авторот ја изнел дуалистичката умерена концепција на богомилското учење. Со слична содржина е исполнет и апокрифот за Адам и Ева, чиј што најстар текст се смета дека настанал на територијата на Македонија. Од овој богомилски труд особено е интересен текстот кој говори за протерувањето на Адам и Ева од рајот на земјата и за фаќањето на Адам со обработка на земјата. Така Адам зеде волови и изора да создаде за себе храна. Тогаш дојде ѓаволот и му застана пред воловите и не му даде на Адама да ја работи земјата. Ѓаволот му рече на Адама: Моја е земјата, а Божји се небото и рајот, па ако сакаш да бидеш мој, тогаш и земјата работија. Ако сакаш да бидеш Божји, појди в рај. Адам рече: Божје е небото и Божји е рајот и Божја е земјата и морето и сета вселена. А ѓаволот рече: Не ти ја давам земјата да ја работиш, додека не ми потпишеш со својата рака дека си мој. Адам му рече: Кој е господар на земјата? Негов сум и јас и моите деца. Ѓаволот се зарадува, а Адам знаеше дека Господ ќе слезе на земјата, ќе се облече во човечки лик и ќе го победи ѓаволот. И ѓаволот му рече на Адама: Напиши ми потврда. И напиша Адам и рече: Кој е господар на земјата? Негов сум и јас и моите луѓе. Од овој извадок на апокрифот за Адам и Ева јасно се гледа дека човекот, признавајќи го ѓаволот за господар на земјата, истовремено признава дека е светот материјален, бидејќи е ѓаволот символ на материјалното и на злото, а Бог е символ на духот и на доброто. Но во исто време Адам се јавува и како дуалист, бидејќи потајно верува дека Господ ќе слезе на земјата и ќе го победи ѓаволот, односно доброто ќе победи над злото. Дуализмот на Адам овде јасно ги потврдува богомилските дуалистички сваќања. Тематиката за протерувањето на Адам и Ева од рајот нашла силен одраз и во македонското народно творештво. Со таква содржина силно е проткаена и народната приказна од Прилепскиот крај Господ кога го истера Адама од рајот, што ја запишал Марко Цепенков. Откако го истера Господ Адама од рајот, го проколна со клетва. Ајде излегувај, Адаме, од рајот, оти и ти не ме послуша мене што ти заповедав. Да ја ораш земјата и да ја копаш дури си жив, та така со леб да се раниш, го рекол Господ. Си ја наведил главата Адам и си ја зел жената, да си излегол од рајот.
Ah, mori ženo, zašto mi izlaga da mu grešam vaka na Boga, da сега јас и ти да тргаме мака, а ми сега што ќе јадеме за да живееме. Орай, копај, мажу, му рекла жената, та да се раниме, оти таков ни бил умот, така ќе ни тргат главата. Виде Адам, оти друго не бидуат, зеде мотиката да ја копат земјата. Со прво мавнување со мотиката в земји и му бликнало пот од сета снага. Ох, мори жено, да би од Господ си го нашла што ме зеде на душа за вака да се потам, му рече Адам. Оставил копањето и беше направил едно рало за да орат. Запнал волоите и тргнал една бразда. Тргнал уште една и на третјата бразда му се виде полесно орањето од копањето. Со волоите, жено, што тргаат не пара, ке се мачам како со копањето и со орањето како што гледам. Ке се раниме туку. Ела ти терај ми и волоите, да јас да држам ралото. Кога и дорече тие зборои Адам, туку беше излегол ѓаолот пред волоите и беше му и ватил. Кого си прашал ти, бре Адаме, што си запнал да ораш? Оти, зер твое е това место, му рече Адам на ѓаолот. Што не ме остааш да орам? Не те оставам, оти јас ја повелам земјава, да затоа не те оставам. Ама чаре за живењето мое, колај за живењето твое. Јас чарето ти го најдом, од која ќе ми даеш еден сенет за челата твоја што ќе ти се родит. Живите твои да бидат, а умрените мои. Богомилските умерени дуалистички сваќања нашле одраз и во повеќе други приказни: Зерзевулот, кога го истерал Господ од рајот, Зависливио богат и Сиромаио праведен, што стана цар, и други, собрани од Марко Цепенков. Освен Марко Цепенков, македонски народни приказни во кои силно се одразени богомилските умерени дуалистички сваќања собрале и Кузман Шапкарев, браќата Миладиновци и други македонски преродбеници. Во последните години доста такви приказни собрала и професор Вера Антич од Мариовскиот крај. Освен од Прилепско-Мариовските краишта, голем број од приказните со богомилска содржина се собрани од Велешкиот, Битолскиот, Леринскиот, Охридскиот и другите македонски краишта, а што говори за широките размери кои ги имало богомилското движење во продолжение на повеќе векови, токму во овие делови на Македонија. Силен одраз богомилството имало исто така и во фолклорот на другите балкански народи, како и во повеќето други европски и малоазијски земји, каде што богомилството зело широки размери. Освен во литературата и народното творештво, богомилството нашло силен одраз и во уметноста. Како и богомилските писатели и богомилските творци на полето на уметноста морале поради постојаните малтретирања, прогони и убиства да творат тајно, далеко од погледите на официјалните црковни и световни власти. Најчесто нивните творби биле откривани и уништувани, поради што денес културната ризница на човештвото не располага со позначени богомилски уметнички творби. Од територијата на Македонија, татковината на богомилството, се уште не се откриени богомилските споменици, иако постојат траги за нивното постоење. Слична е положбата и во другите европски и малоазијски земји, каде што богомилството повеќе векови цветало.
Единствено, во Босна и Херцеговина има над 50.000 надгробни споменици, наречени стечци, кои и денес ги среќаваме растурени по полињата и планините. Тие представуваат саркофази, камени куќички, погребни ковчези, надгробни плочи. Ликовите и цртежите што ги красат представуваат разни сцени од животот на средновековниот човек, од неговото верување во задгробниот живот и слично. На повеќе од овие споменици се представени човечки фигури, облечени во носии, потоа фигури на животни, птици, растенија и така натаму. На некои од овие споменици се представени сонцето, звездите и месечината. Исто така се среќаваат и сцени од лов. Иако во последно време некои специјалисти за средновековната уметност на Босна и Херцеговина го одречуваат нивното богомилско потекло, сепак се уште во науката преовладува гледиштето на оние кои во голем број од нив наоѓаат елементи на богомилското движење. Во тоа особено аргументирано истапил големиот познавач на богомилството Александар Соловиев. Фактот дека стечците настанале во периодот од почетокот на 13-тиот до почетокот на 16-тиот век, исто така убедливо говори дека нивното зародување и исчезнување се совпаѓа со времето кога богомилството цветало и исчезнало во Босна и Херцеговина по турските завладувања и во овој дел на Балканот, каков што бил случајот пред тоа и во Македонија и во другите соседни земји. Но иако богомилството исчезнало како учење и движење, тоа и натаму имало силен одраз во литературата, народното творештво и уметноста, зашто особено убедливо говорат големиот број народни приказни исполнети со богомилски содржини, кои се уште се пренесуваат од поколение на поколение, не само во Мариовскиот крај, туку и во другите краишта на Македонија, а пошироко во другите балкански, европски и малоазиски земји.